Како што најавив минатиот пат, иако тогаш бугаринот ми ја зеде проповеда, минатата сабота највечер, реков ке започнам една серија на тема Божијето царство, што значи овој поим и зошто се споменува во Библијата. Ја најавив и порано оваа тема, колку долго ќе трае, не знам, но во план ми е, значи, од следната сабота па до 23 март, до пред Света вечера, секојаш ќе бидам навечер на катедра. Значи, во главном во вечерните богослуженија, сабота навечер ќе ја држам оваа тема. А сега само ќе дадам некои воведни информации. Прво, зашто е оваа тема важна? Навистина, од ова место треба да се проповедат само важни теми, не нешто што е неважно или небитно. Или помалку битно. Дали темата за Божјето царство е важна? Што значи овој израз Божјето царство? Денес христијаните го загубиле предвид значењето, изворното значење на овој израз, и околу тој израз и низ историјата, и ден денес постојат разни погрешни учења. Ајде да почнеме со ред. Ке отвориме во Евангелието според Марко, првата глава. Кој стих? Погодете. Евангелие според Марко, првата глава. Ова е најраното Евангелие. Па и најмало. Марко не се трудил воопшто да биде обширен. Најмалото, најконцизното Евангелие за настаните од Христовиот живот. Браво, 15 стих. Мора ти го погоди? Добро. Заради контекст ќе почнеме да читаме, уште од 12 стих. Откако, значи, Исус беше крстен, и откако се чу глас од небесата, ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја, сето тоа. 12 стих, веднаш потоа Духот го изведе во пустината, и беше таму во пустината 40 дни, искушуван од сатаната. Беше со зверови и ангелите му служеа. Видите колку концизно, не се кажува детално што е ова со зверови, па што е ова ангелите му служеа. Ако читате во Копнежот на вековите, ќе видите дека ангелите му служеа после третото искушение. Кога го победил третото искушение, тогаш Божи ангели се појавија и му дале да јаде и да пие. Бидејќи 40 дена пред тоа бил целосно прегладнет. Да. Меѓутоа, ако не читате, ако не ја знаете, значи, например, Копнежот на вековите, и сега што значи ова ангелите му служи, ќе се прашува сега што значи ова. И што може да значи? Или, например, ако читате таму, кога доаѓа да го апсат Христа, се сеќавате во еден миг, Исус ги прашува кого барате, и тие велат Исус го бараме, и Евангелието вели во тој момент тие што дошле да го апсат војниците испопаѓаа сите на земја како мртви, ама Библијата не кажува што било причината, зашто испопаѓале. Па потоа стануваат и он пак ги прашува кого барате. Исуса го бараме. И тоа ќе вели, ако не мене ме барате, оставете ги овие другите, значи немојте да ги апсите нив, учениците.
А зашто испопаѓале на земја? Затоа што во Копнежот на вековите пишува, тоа што Библијата не пишува никаде, зашто тогаш падна првпат на земја. Затоа што Елена Вајд вели дека во тој момент еден ангел се појавил, застанал помеѓу Христа и оние што дошле да го апсат, им засветил со сета своја слава и тие кутрите што ќе направат. Исто како и римските војници при воскресението. Исто како и НАТО пактот при второто Христово доаѓање. Ке испопаѓаат сите како мртви на земјата. Што може да направат кутрите? Пред силата на само еден Божи војник, кој што е бесмртен. А камоли цела армија, која што ќе го придружува Христа, царот на царевите и господарот на господарите. Продолжуваме. Како? Да, во лотово време, да. Во какво што и ние живееме сега. А потоа, откако Јован беше затворен, видите колку скокај Марко, колку скока. Сега се префрли одно, уште во прва глава, по затворањето на Јован. Цела јудејска служба Христова ја скокна, цели 6 месеци ги прескока од крштевањето. Дојде Исус во Галилеја и веднаш се префрла на галилејската служба. Почетокот на Христовата мисија во Галилеја. Дојде Исус во Галилеја и што проповедаше? Ја проповедаше радосната вест за Царството Божјо. Радосната вест е Евангелието. Тоа е исто. И велеше, времето се исполни и Царството Божјо наближи. Покајте се и верувајте во Евангелието. Според ова, што е Евангелието, каква вест е тоа? Ништо друго да не знаеме за Евангелието. Според ова, каква вест е Евангелието? Вест дека наближува, дека доаѓа Божјото Царство. Евангелието е нешто што е тесно поврзано со Божјото Царство. Ајде неколку страници наназад, во Матеј 24 глава, еден друг познат стих. Кога Исус ги набројува знаците на последното време, што предходат на неговото второ доаѓање, меѓу кои и Лотовите дни, значи целиот денешен педеристан на новиот светски поредок. Уште од почеток, која ги споменува и светските војни, вели, ама тоа се уште не е крајот. А при кој знак, или во кој стих вели, и тогаш ќе дојде крајот. Че кој е последниот знак што го споменува? И тогаш ќе дојде крајот. Така. Значи нешто што навидум не е некој бомбастичен настан, така изгледа, дека не е, всушност е најбитниот настан од сите овие претходни знаци. Значи 40 стих. Како го нарекува Исус тоа Евангелие? Да, тука сакав да ставам нагласок. 24:14. Матеј 24:14. Така? И ќе биде проповедано ова Евангелие за Царството. Его повторно. По целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Евангелието е нешто тесно поврзано со Царството. Кој друг стих ви доаѓа на ум кога се работи за Божјото Царство? Вака одеднаш, кој стих прв би ви дошло на ум?
Некој друг. Ви текнува нешто? Одма. Јован 3:16. Што пише таму? Како? Барете го. Видите како ви текнува? Благодарам. Кај беше тоа, се секавате? Матеј 6, да. Ајде ќе најдете. Матеј 6 глава. Гледавте? Како? 33. Благодарам. Видите колко е било кога и ви учествувате во проповед. Но берете го најнапред Царството Божјо и неговата правда. И сето ова друго, значи, ќе ви се придодаде. Што вели Христос да бараме? Што вели Христос да бараме најнапред? Преди се, што би рекол Киро Гливров. Најнапред, пред се друго, берете го најнапред Царството Божјо. Што е тоа толку битно во врска со Царството? Што значи овој израз? Царство. Да прочитаме уште некои стихови, кога сме во Матеј. Се сеќавате 13 глава, каде што во 13 глава од Матеј, каде што почнува да зборува неколку параболи на насобраните во Галилеја. Значи, уште на почетокот може да најдете еден куп стихови каде што се споменува Царството. Има многу, значи, нели? На некои места Царството е наречено Царството Небесно, пример 24 стих, и друга парабола им кажа велики, Царството Небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Потоа вели Царство Небесно прилега на синапово зрно, кој што немало од сите семиња и така натаму, и така натаму. Царството Небесно прилега на квасец, што го зема жена и го клава во 3 мери брашно, дури не скисне сето. И така натаму. Царството, 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 Царството. Царството прилега на бисер, што ќе го најде човек, скапоцен бисер, па ќе отиде ќе испродаде се што има за да ја купи таа нива кај што го нашол, за да биде и легално негов тој бисер. Што значи големо богатство. Царството. Царството прилега на сето тоа. Што вели таму? Да. 52 стих, интересен. А тој има рече, затоа секој книжник, вели овој превод, кој се научил за Царството Небесно, прилега на домаќин што изнесува од своето сокровиште ново и старо. Да се вратиме 41 стих, например. Ке испрати Синот човечки своји ангели, ке ги соберат сите причинители на гревот од неговото царство, неговото царство. И оние што вршат незаконски дела, и ќе ги фрлат во вжарена печка, таму ќе има плач и крцкање со заби. 44 стих, еве го тоа, го споменав
предходно, Царството небесно прилега уште и на богатство сокриено во нива, која го нашол човек и прикрил. Па од радост за него отишол и продал се што имал и ја купил таа нива. Царството небесно прилега исто така и на мрежа, која се фрла во морето и уловува секакви риби. И понатаму може да најдеме многу вакви стихови. Мене ми исто посебно интересен во првата парабола за сејачот. Таа не започнува, кога ја започнува таа парабола, не го споменува таму царството на почетокот, затоа што знаете што било повод за да ја кажа параболата за сејачот? Во тој момент кога Христос седал обкружен со народ, оддалеку се видело човек некој што почнал да сее на својата нива. И тоа било повод да ја каже веднаш оваа парабола. И сега, ја знаете параболата, како ја кажува, што значат тие терени на кои што паѓа, различни терени на кои што паѓа семето на сејачот. И сега во врска со објаснувањето, 10 стих, например, 13 глава, и кога се приближија до него учениците му рекоа, зошто им зборуваш во парабола? 11 стих, а тој им одговори и рече, зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно. А ним не им е дадено. Значи, Христовите верни следбеници се оние кои што можеме да ги наречеме разузнавачката служба на Божјата држава. Оние што ги знаат тајните на Царството Небесно. Затоа им зборувам во параболи. И кога ми ја објаснува параболата за сејачот, дури во 18 стих почнува да ми ја објаснува параболата. Што вели? Вие пак чујте параболата за сејачот. Кај секого што го слуша словото за што? За царството пак. Зашто не вели словото за спасението, словото за вечниот живот, бидејќи сето тоа е вистина? Зашто го споменува царството? Зашто споменува нешто што е поим за држава, за државност, суверенитет? Оно што денес на многу држави им фали. Царството, царството, царството. Словото за царството. Да отвориме малку во 12 глава, едни други познати зборови, многу интересни исто така. Матеј 12 глава. Ке почнем да читам од 22 стих. Тоаш доведува кај него еден бесомачен од зол дух, кој беше слеп и нем. Замислите каква болест. И го излекува, така што слепонемиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше и велеше да не е овој Христос, синот Давидов, со други зборови, да не е овој Месија. Они што целиот народ со душа го чекал, со векови. А фарисеите што го чуа тоа, рекоа, што? Не, каков Месија. Тој не ги истерува демоните на друг начин, освен преку Велзевул, началникот на демоните. Со други зборови,
го обвинил Исуса дека е бајач, како и Талмудот, што го представува, дека се служал со демонски, со магиски сили. Но Исус, дејќи ги нивните помисли, им рече: секое царство, секое царство, што? Кој ќе се раздели, запустува. Пример, Југославија ја направија 6 републики, па 2 покрајни, и запусти. Сега, и ова парче, така нареченава северна, па и тоа да се подели, ако може. Зошто? Кој е тоа што сите не ги дели вака? Оне што ја прифатил девизата на Римското царство. Раздели, па владе. И будаливе овдека ќе се делат. Неколку што може ќе се делат, додека Муртуна и Колешина не станат 2 различни соседни држави. Секој со свој јазик се разбира. Знаете, колешани на времето ми кажуваат дека во соседното село Габрово постои еден израз кој што колешаните не го разбираат. Што значи? Значи, ние ако сакаме да наоѓаме разлики, ќе наоѓаме еден куп, но треба да се делиме заради тоа. Секој царство, ако се раздели, запустува, природен закон, кој што се докажал многу пати во историјата. И секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува Сатана, тој се раздели сам против себе. Тогаш како ќе може да се запази царството негово? Видите, Сатаната има царство. Негово царство. Кој е тоа царство? Кој е тоа царство на Сатаната? Што сега го прочитав. Кај се наоѓа тоа царство? Ги споменавме 3 искушенија, кои што Христос ги издржал во пустината. Како гласеше едно од тие искушенија? И го изведи ѓаволот на високо место и му ги покажа сите, што? Царства на земјата, сите држави, империи, царства. Духот на пророк што вели му ги покажал во идеална, разубавена форма, значи без нивните слабости, без нивните глупости, без прљавата, без валканата облека. Без гревот, точно. Значи, сите држави во нивната идеална форма. Нереална, идеална форма. Например, како што се замислуваат многу будали на Балканов, дека Европската Унија е некоја таква идеално царство, па да бегаме што поскоро таму. Некој рај. Сличен на комунистичкиот рај што го имавме на времето. Меѓутоа секојаш си, а после колку тоа мизерно, кога го прашав Кристијан летоска, сетот на брат Антон, го прашав, кај се во Австрија, во Швајцарија? Во Швајцарија, каква Австрија? Бега Австрија лошо, вика. А овде ке се утепа да отидат и во таа лоша Австрија, односно Европска Унија. Зашто Европска Унија сака да каже лоша, полоша од Швајцарија.
ако јас ги истерувам демоните преку Велзевул, значи, оне што му ги покажал сите царства и му рекол, поклони ми се и сето ова ќе ти го дадам. Зашто? Зашто мене ми е предадено. Но Христос го одбил тоа искушение. Зашто? Со кои зборови го одбил? Се сеќавате? Без да ги читаме, ги знаете на памет. Со кои зборови Христос го одбил тоа искушение? И само нему да му служи. Со други зборови, само Господ е цар. А ти и целата твоја мафија од овој свет ќе станете пепел под нозете на праведниците. Суви гранки кои што ќе изгорат. Но ако јас ги оставам демоните преку Велзевул, синовите веши преку кој ги изгонуваат, затоа тие ќе ви бидат судии. Бидејќи имало евреи, екзорцисти, уште во тоа време и пред Христа. Но ако пак јас истерувам демони со Духот Божи, тоа значи дека до вас дошло, што? Царството Божио. Таму каде што владее Духот, таму владее Царството Божио. Зошто? Затоа што Духот Божи е цар. Зашто Бог е цар. И сега она следна парабола. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени по кукнината, ако најнапред него врзе силниот, па дури тогаш да му ја ограби куќата? Со други зборови, како може една држава да освои друга држава ако не поведе војна против неја и не ја порази? Може тоа така да го представи. Кој не е со мене против мене и кој не собира со мене, тој растура. Знаете, денес, кои се собираат без Христа? Собираат. Тоа е екуменското движење. Лажниот екуменизам сака да ги обедини сите народи и сите религии, ама собираат, значи сакаат да ги собрат, ама собираат без Христа. Европската унија и новиот светски поредок што се? Обиди за собирање на сите, обединување на сите, ама без Христа. Што вели Христос за сите нив? Секој што собира, не собира со мене, тој растура. Секој што не собира со мене, тој растура. И се сеќавате на оние зборови кога вели законот и пророците беа до Јована, а од тогаш Царството Божјо се проповеда во сила и оние што сакаат да влезат во него на сила го грабаат. Да не ги читаме сега и тие зборови, да не ги наоѓаме и тие стихови. Што значи сето ова? Царството Божио, Царството Небесно, Царството, синовите на Царството. На едно место вели синовите од овој свет, синовите на овој свет се помудри од синовите на Царството. Го знаете тој стих? Синовите на темнината, синовите на светлината и така натаму. Се тоа многу фигуративни изрази, меѓутоа дали самиот поим царство е фигуративен израз? За жал, мнозина христијани денес западнаа во таа лукава стапица на непријателот, они што се уште владее со тукашново царство на овој свет, да мислат дека Божјото царство е некој фигуративен израз. И затоа христијаните велат вака. Божјото царство тоа е кој ќе умреш и кој ќе ти отиде душата во рај. Тоа е Божјото царство. Така мислат луѓе. И ќе речат, затоа е наречено царството небесно. Тоа е некаде на небото.
Преведено на како што тие го разбираат, бидејќи веруваат во некое бестелесно живење во Божјето царство, со други зборови тоа е ветар и магла. Значи, и да не го велат така, практичните последици од тоа верување во нивниот живот се такви. Дека верата е ветар и магла. Затоа да живее Тито, да живее Путин, да живее Сталин и не знам кој друг на кој што множина христијани се надевале и се надеваат. Затоа што Божјото царство го претвориле во ветар и магла со своите погрешни расудувања, затоа се држат и се надеваат на се уште некои земски царства. И сакаат да се надеваат на земски царства. Ама земските царства, како и нашите тела, имаат една мана. Пропаѓаат. Се распаѓаат. Гнијат. Трулежни се. Како што е и целиот овој свет. Поминлив, распадлив, трулежен. Низ историјата се јавувале и разни други погрешни учења во врска со Божјото царство. Ке објасниме понатаму во иднина, ако даде Господ живот и здравие, што значи сето тоа, зошто е наречено небесно како прво Божјото царство, зошто е небесно, зошто Христос рекол моето царство не е од овој свет, што значи тоа, а што не значи, што не треба да значи, ке разбереме дали на вистина, како што денесот протестантизам се занесол по една друга теорија или верување, да го наречам. Тоа е дека денешната држава Израел ќе стане Христовото царство. Кога евреите ќе се обратат и така натаму, никад категорички одрекува. Точно. Дали е тоа вистина? Пред да продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, би сакал да размислувате на прашањето. Што значи изразот цар? И од каде потекнува тој збор? Дали знаете? Што е тоа цар? Пример, што значи зборот председател, например? Чисто етимолошки. Тој што го има првото седиште. Буквално, председател. Да, првото седиште, председател. Премиер што значи? Тоа е од француски, скратено, значи прв министер. Министер значи слуга, на латински, значи првиот слуга. Конкретно, првиот слуга на чадорот од калето. За ова квази држава овдека. Се зависи чии слуги сте. Чии слуги сакаме да питаме. Како што сите сме овци, ама чии овци сакаме да питаме. Да, кажи Надежда. Да. Благодарам за ова ќе те честам, затоа што ова е многу убав стих, што јас ќе го заборавев, а ти сега ме подсети. Иако имаме многу саботи пред нас, ако даде Господ да зборуваме на истата тема, во самата Господова молитва да дојде царството Твое.
И дори таа молитва ни помага да разбереме што е Божието царство. И не можам да го пропуштам последниот стих што сакам барем за денес да го прочитам уште еднаш. Тоа е Дела 1 глава. И вие ќе ми кажете на кој стих мислам. Дела 1 глава. Кој стих сакам да го прочитам? Како? Шести, браво Даниела, шести. А тие кога беа собрани, учениците, значи, пред Христос да се вознесе, од Маслинската гора, го прашаа верејки, во ова време ли ти ќе го востановиш, Господи, што? Кој е царство? Гледате, тука го нарекува царството Израелово. Ама што значи тоа? Државата Израел? Не, ниту тогаш па не постојала. Значи, тоа царство, што е наречено Божјо царство, што е наречено Христово царство, што е наречено Небесно царство, учениците го нарекле царството Израелово. Зошто тие така го нарекле? Зошто тие така го нарекле? Значи, гледате, кога Христос све зборувал за царството, тој не им зборувал на еден куп православни и католички верници со таков памет, кои што мислат дека царството тоа е ветра и маглата, кај што ќе ти отиде душата после смртта на телото. Тука им зборувал на луѓе кои што имале поинаков менталитет, кои што царството Божие го разбирале како буквална држава, која што треба да се воспостави. И затоа го нарекле така царството Израелово. А како Христос им одговорил? Не е ваше да ги знаете времињата или часот што Отецот ги поставил во своја власт. Времињата и часот за шо? Зашто? Христовото доаѓање, тогаш кога Христос ќе дојде, тогаш ќе биде царството за што се молиме да дојде царството. Значи, тогаш небесната држава, која што претендира на секој квадратен сантиметар од оваа планета, и е во непријателство со секоја друга држава од овој свет. Небесната држава ќе го освои овој свет и ќе го воспостави Божјето царство на неја. И ќе ги порази тукашните царства. Но тоа ќе го видиме и низ мноштво старозаветни и новозаветни стихови во иднина. А ќе почнеме се разбира со Стариот Завет од следната сабота. И што значи изразот царство Израелово? Бидејќи денешната држава Израел не е царство, не е ниту кралство, не е никаква монархија, туку е една секуларна парламентарна република, како и другите држави. Но што значи царството Израелово, ќе почнеме од таму. И од кога воопшто Библијата зборува за царството, како поим? Од кога почнува да се занимава со таа тема? Нека му е фала и слава на Господа. Амин.